Лозарите први ќе ги добијат парите за субвенции, по нив следуваат тутунарите. Ова го најавува министерот Арјанит Хоџа во интервју за порталот Агротим. Програмите за директни плаќања и рурален развој се донесени. Исплатите ќе започнат набрзо и тоа на основните субвенции. Први пари ќе добијат лозарите, а до април ќе се исплатат субвенциите за тутунот, потоа за полјоделство, градинарство и овоштарство. Исто така во овој период ќе започне исплатата и на апликантите кои добиле по мерките објавени од лани за новите повици за млад земјоделец во висина од 20.000 евра неповратни средства и 10.000 евра за нов агробизнес, рурална жена и други мерки од програмата за рурален развој. Се очекува да бидат на средината на годината. Ме радува тоа што има голем интерес токму за овие мерки кои се однесуваат на подмладување на секторот, што е исто така европски тренд. Хоџа во интервјуто напоменува дека земјоделството е ресор кој тангира 200.000 земјоделски семејства. Оттаму е и голема одговорноста во носењето на политиките. Не е лесно да се носите со проблемите во земјоделското производство. Се работи за наша стратешка гранка, важна за државата, која тангира 200.000 земјоделски семејства, но и сите граѓани, бидејќи станува збор за основното храната. Мене ми помага тоа што доаѓам од агросекторот, познати ми се и предностите и проблемите, како и институционалните предизвици на кои често најдуваат земјоделците и агробизнисмените. Добро решение има само кога ќе се искомбинира со добар тим и екипа на терен, земјоделци кои ги живеат проблемите и желбата да се извлече максимум од ситуација. Жалам што лани и се уште имаме светска криза од пандемијата, која најсилно ја почувствуваа лозарите и моравме да интервенираме со државните ресурси. Според Хоџа, руралниот развој е предност и перспектива на Македонија. Додава дека државата треба да се насочи повеќе кон фондовите во неколку министерства, агенции и парти други европски средства, кои, како што додава, треба максимално да се искористат и насочат во поголем рурален развој и агротуризам.